Ви благодарам што сте во голем број присутни, бидејќи темата денеска што ќе имаме на пресконференцијата сепак е интересна, која што ние ја насловивме како состојби и во рударството и влијанието на предлог измените на Законот за минерални суровини. Подетални информации околу целата активност на Сдруженијето на Македонската асоциација за рударство на овие теми ќе зборува Николајчо Николов, председател на Македонската асоциација на рударство. Почитувани представници на македонските медиуми, и јас сум среќен што ве има во голкав број. Веројатно ќе разговараме за тема која и вас ве интересира, а нас особено. Денеска на ова пресконференција главен акцент би му дале на предлогот за измена и дополнување на Законот за минерални сировини, кој е предложен од група на 10 пратеници и веќе е влезен во собраниска процедура. Морам да нагласам дека Законот за минерални сировини, вие тоа добро го знаете, е еден од најменуваните закони во последните 10-12 години и имаме искуство секогаш кога измените на Законот за минерални сировини се донесувале на брзина, секогаш сме имале лоши последици во примената на тој закон. Сега е предлог за измена и дополнување на Законот за минерални сировини главно е сконцентриран во ограничувањето на примена на некои хемиски реагенси во рударството. Предлогот го погледавме и зачудуваат констатациите во уводниот дел дека со измената и дополнување на Законот за минерални сировини и примена на предлозите нема да има влијание врз економијата на Македонија и буџетот на Македонија. Морам да кажам дека тоа не е точно, бидејќи не можеме да кажеме како се осмислени тие предлози. Се работи за некои суштински предлози, веројатно понесени од овие движења во Македонија кои се уште ги има, и ние чувствуваме, рударскиот сектор дефинитивно чувствува дека се врши организирано влијание врз рударскиот сектор со измени на закони, а се со цел рударскиот сектор да работи уште полошо во наредниот период. Да ви кажам дека еден од предлозите е недоволно објаснет, но пишува да се брише една точка од појмовите во рударството, да се брише појмот цијаниди. Тоа значи дека ако се избрише појмот цијаниди, значи дека не може да се користат цијаниди, а ние сме свесни дека нашите рудници, постоечките за олово и цинк, сите користат цијаниди во сосема разредени количини. Исто така, понатаму пишува да се забрани отварање на нови рудници кои ќе користат сулфурна киселина, цијаниди и други опасни супстанции. Појмот опасни супстанции е многу релативен. Вие сите знаете, ние сите живееме користејќи опасни супстанции, вклучувајќи и сите детергенти кои користиме дома, се на известен начин опасни супстанции, па се живее, но не се има предвид дека има најдобри достапни технологии за користење на одредени супстанции и така натаму. Значи, со примената само на овие члена, ќе дојде 2 члена, ќе дојде до потполно затварање на рудниците во Македонија од една страна, меѓутоа, бидејќи рудниците не работат сами за себе и не само рудниците користат опасни супстанции, условно кажани, тоа значи дека ние треба да ја затвориме целокупната индустрија во Македонија.
Предлогот е чуден, а уште е почудно што тој нема поминато на владата на Република Македонија, што нема јавна расправа по истиот, туку е директно даден на собрание по брза, по скратена постапка да се донесе. Нас не зачудува и велам, и ние и досега живееме и работиме во Македонија под одреден притисок на јавноста, со разни обвинувања на рударскиот сектор. Ова е уште една капка, само да практично не знаеме што да мислиме. Мене лично ми се допаѓа тамо предлозите за зајакнување на влијанието на инспекцијските органи во рудниците, и тоа е добро. Ние сме свесни дека немаме доволно квалификувани и бројно инспекцијски органи од сите видови. Тоа е добро, на тоа да му се обрати внимание, меѓутоа со примената на овие два члена значи дека смислено го ставаме рударството во изумирање. Јас да спомнам бројки кои ги знаете, во рударскиот сектор работат околу 12.600 работника, рударскиот сектор извезува околу 180 милиона долара директен извоз на надворешниот пазар. Тие пари не се врзани со увозни компоненти, туку со вадење на добрата од земјата, вадење на руди, преработката на рудите и понатамошна продажба. Така да мислење дека нема да има никакво негативно влијание врз буџетот на Република Македонија е апсолутно погрешен, и ние како Македонска асоциација бараме да се одложи донесувањето на овој закон или да учествуваме на јавната расправа кај Комисијата за економски прашања и да имаме одредено влијание, да ја кажеме висината, бидејќи предлагачите на текстот располагаат само со еден дел од фактите. Фактите се поинакви, ние предлагаме да се повика тука и научната јавност, да учествуваме сите и се со цел не да ја загрозиме екологијата во Македонија, туку да ја подобриме животната средина. Како што нагласил господин Николајчо Николов, со донесување на таков предлог за измени и дополнување на закон за минерални суровини, ќе се соочиме со една дискриминирачка ситуација, каде што рударството ќе биде поставено во незгодна позиција споредено со сите други индустријски гранки и со земјоделие, бидејќи сите овие гранки ги користат така наречени опасни субстанции. Само за пример, секој рудник кој што работи во Македонија треба да поседува и ги поседува А или Б интегрирана еколошка дозвола. Зошто таа дозвола се вика интегрирана? Заради тоа што тие прописи кои што се предвидуваат за заштита на животна средина според важечкиот закон се интегрирани во технолошкиот процес. И со тоа фактички преку контрола од надлежни институции овозможена дефинитивна забранување за негативни влијања или нивно намалување до тие бројки кои што се пропишуваат како со македонски, така и со европски закони. Што се однесува до употреба на цианидот, посебно тој кој што се користи во рударство, тој цианид е една од опасни состојки кој што во листа на опасни субстанции постоечка во Република Македонија стои на истото место по действие врз животна средина како што е обично моторно масло. Значи, во случај ако се забранува опасна состојка цианид со истите перформанси како и моторно масло, тогаш логично да се забрани моторно масло и земјоделието да замре, бидејќи ниту еден трактор не може да ора без масло. Меѓутоа, значи, познати е ставот на Европската комисија. Во материјали кои што ние ви доделевме, во 2010 година Европска комисија излегла со став дека треба да се употребуваат цианиди во контролираните технолошки процеси и со сите мерки за предпазливост кои што се познати и кои што се докажале во нормална примена дека се веродостојни и дека не дозволуваат загрозување на животна средина. Меѓутоа, тука навлегуваме некако во една материја
за кое подобро да разговарат стручњаци од рударски оддел, од геолошки оддел, генерално од научната фела, со тие патриоти кои што сакат да забранат рударство во Република Македонија. Јас би се осврнал малку на правен дел, многу кратко. Значи, тоа што веќе господин Николов спомнал, предлагачите на промени во законот тврдат дека нема никакви финансиски последици со донесување на таков закон. Значи, во таков случај, ако ќе се донесе овој закон, и ако ќе се забрани опасни супстанции, како и цианиди и сулфурна киселина, тоа во рударска индустрија ќе придонесе до неможност да се произведе конечен производ. Во таков случај, преземени взаимните обврски на страните во концесијскиот договор, нема да бидете спочитувани и таквиот договор треба да се раскине. Бидејќи сите рудници работат со договори за концесија, кај што договорот е облигационен помеѓу држава како една странка и рудникот односно концесионер како друга странка. Ако една од страни не ги исполнува услови на договорот, тогаш тој договорот веќе е неважеч. Значи, во таквиот случај концесионерот ќе има право на надомест на загубите. Значи, по наша предварителна проценка, таква штета која треба држава во одреден временски период да ни исплати на концесионери би изнесувала од 1 до 3 милиарди евра. Ако држава е спремна да отиде во таа насока, сега не земајќи во предвид ниту на 12.000 директно вработени во рударство кои што ќе се останат без работа, ниту сите наши комитенти кои што рудници имат над 2000 и 90% од нив се директно во држава, тогаш очигледно дека таквото тврдење за немање финансиски последици сосема не е точно и очигледно дека треба овој нацрт закон, ако собранието ќе одлучи дека тој треба пак да влезе во собранијска процедура, да се земе навистина во една широка и стручна јавна расправа, кај што треба да се одделат вистини од невистини и со помоќта на медиуми да донесат вистините до целата јавност во Република Македонија.